Почитувани сограѓани, водени од модерните европски теркови во политиката, ВМРО ДПМНЕ наместо улична демократија наметнува современи начини на водење на кампањата. На чајанките, организирани од Унија на жени, досега присуствуваа над 1000 жени кои преку овие средби и дружења се запознаваат со нашата програма, кандидати и проекти за локалните избори. Досега ги сретнавме членките на поголем број организации кои се занимаваат со проблемите на жените во општина Струмица. Граѓаните на општина Струмица ја поддржуваат нашата кампања, бидејќи ја препознаваат во нас вредностите на вистинска грижа и трудолюбивост. Работејќи 27 години како лекар, од кои 8 години како специјалист, секојдневно се среќавам со голем број пациенти со кои разменувам мислења. Владата на Република Македонија преку здравствените институции води грижа за здравствениот систем како никој досега. Во струмичките здравствени установи во последните неколку години инвестираше повеќе од 2 милиони евра. ВМРО ДПМНЕ инвестираше во здравството во Струмица повеќе од сите влади досега заедно. Тука не запираме, бидејќи знаеме дека секогаш се може повеќе и подобро. Во нашата програма за наредните 4 години предвидуваме многу проекти кои директно или индиректно се поврзани со здравството. Како советник во Советот на општина Струмица, ќе се залагам општината да го подигне нивото на соработка со здравствените установи. Општината ќе иницира систематски прегледи во раните школски возрасти. Општината ќе врши едукација за превенција на населението за болести. Во болниците ќе се донираат нови апаратури. И досега, со општата болница, јас, како представничка на жените од општина Струмица, заедно направивме кампања за рано спречување на ракот кај жените. Нашиот иден градоначалник и Совет на општина Струмица, во соработка со владата на Република Македонија, ќе направи неколку позначајни потфати во здравството, од кои како поважни се реконструкција на интермедиарниот центар, ќе го доврши објектот на општа болница Струмица, а предвидено е отварање на нови центри за рехабилитација. Како жена советник во Советот, ќе се залагам за полова рамноправност во општината, поголемо учество на жените во бизнис секторот преку програми за поддршка и кредитирање на жените, кои сакаат да започнат бизнис и преку поголема соработка со невладините организации за жени жртви на семејно насилство. На жените од Струмица им се допаѓа ова. Ви благодарам.